а веднаш што следува по нив е разговор овде во студиото. Одиме на нешто повесело, одиме на малку музика. Гостинот на нашата Суза е веќе пристигнат, заедно сте веќе во делот во студиото кој што ни е наменет за гости. Мишел Трајковски, хармоникаш. Ке зборувате за нешто ново, Сузе, ке пробовирате песна, а на крајот на разговорот ке го проследиме и спотот. Така, и тоа необичен, виртуозна хармоника, еден од најмладите, најпопуларните и некој кој навистина е чест да го имаш во емисија. Така е. Чест ни е што ве имаме, како што кажа Сузе, повелете, ве оставам да си разговарате. Благодарам, Иренче, добре дојде, Мишел. Драго ми е што на почетокот на годината еве вака отвараме повторно со нешто ново. Јас всушност иако се трудам се што е на тема музика и ново нешто во областа на македонската музичка сцена да следам, мислам дека тебе не успевам да те пофатам, бидејќи само што ќе го видам она што вчера си го направил, ти веќе нешто имаш најавуваш за утре. Како успеваш? Направив еден план за цела година. Претходната година секојдневно работев и дое времеете да полека ги објавувам сите тие нови работи. Драго ми е што ме поканивте и што ќе имаме можност да поразговараме малце на таа тема. Имавме чест и прилика да се подружиме барем на кратко во Германија при крајот на минатата година, кога ти и твојот бенд бевте поканети на оној убав и голем настан и ги придружувавте Наум и Зуица на таа вечер во Дизелдорф. И сватив дека ти си од она генерација на млади музичари кои што си и многу млад по години, ама не си толку многу млад по искуство, бидејќи во овие неколку години наназад со тебе имале чест да соработуваат и најголемите имиња на нашава сцена, не само на музичка сцена, туку и на актерска сцена и така натаму. Дали тие доаѓаат до тебе или ти доаѓаш до нив или мислиш дека некој од озгора ви ги договара средбите? Па големи се шансите тоа од озгора да се случува, тоа е еден долг процес, веќе добри, ајде да речеме 13 години сум активен на сцената, многу млад започнав. Кога си бил уште малолетен? Да, од мои 16 и пол години, да речеме, започнав. И тоа е еден долг процес. Започнав со Ферус Мустафов, каде што негова школа си ти? Па го увиде мојот талент, ме покани да бидам дел од негов албум. Ме зема заедно со него во Белград, во неколку познати ТВ емисии таму. Ме испрезентира на еден најубав можен начин, како што он тоа добро знае да го направи и преку музика и со убав муавет. Еден гениалец музички не напушти прерано. Да, и ќе ми останат така едни многу преубави спомени со него, големо искуство со него и многу композиции отснимени во студио заедно. Така. Кога сме веќе кај хармониката, од секогаш ми била предизвик, бидејќи и јас имав едни обиди како дете. Имавме ние во домот хармоника, мојот брат свиреше кратко време, не многу, нешто друго му влезе во фокусот на интересот, па хармониката остана за жал да собира прашина, ама јас од време на време знаев малку да ја мачам. Не толку таа ме мачеше мене колку што јас ја мачев нејзе, ама се ми се чини дека не е потребен само добар ментор кој ќе те води, туку е потребен за хармониката и талент. Многу е потребен талент, така? Колку постои работа, колку постои талент за овој инструмент? Не сум сигурен, за тоа има разни теории, но во секој случај талентот е најбитен. Талентот е најбитен, некои велат многу работа, а малку талент, но би требало да имаме пред се талент за еден добар старт. А доколку имаш талент со многу работа, треба да создадеш еден виртуоз, без разлика дали станува збор за хармоникаш, виолинист, пианист и така. Секој инструмент бара многу вежбање. Натаму сега битен фактор е тоа што покрај тоа што имав прекрасен ментор, Милан Кацарски, имав уште еден ментор дома, мојот татко, кој после тие часови на хармоника ме седнуваше дома и ми велеше ајде да вежбаш, ајде да свириш. И тоа ми создаде. Со кого ти беше создаде. полесно, со татко ти или со Кацарски? Не сум баш сигурен за тоа. Не сум баш сигурен за тоа. Беа, ќе речам, доволно строги за да го фатам правиот пат. Многу е битно да постои дисциплина. Биќе јас сум имал 7 години, 8 години. Што разбира едно мало дете на 7 години? Што е тоа? Вежбање инструмент. Колку видови хармоники смени од 7 до 17? Па процес беше тоа, сменив неколку, започнав со најмалечката хармоника, која ми ја купи татко ми на 5 години.
И таа така едно добри две години си стоеше во дневна. И така се случи да се запишам на часови, односно да ме запише мојот татко. Пак ја кажам, јас ништо не сум разбирал на 6,5 години дека треба да започнам со часови. Многу е битно некој да ни го даде тој правец. Од кога го увидел мојот талент Милан Кацарски, како и мојот татко, сум започнал со секојдневно изучување на тој инструмент. 6-7 часа на ден, што е многу битно за едно младо дете на 7 години да започне да го вежба тој инструмент, а веќе после 14 годишна возраст престанав да одам на часови. И тој еден интересен дел од моето детство, можам слободно да кажам, дека престанав да одам на часови и требаше сам да се пронајдам и да видам што всушност ја треба да работам после таа 14 годишна. Некој спорт, некој фудбал не ти влезе тука да ти ја разбие таа музичка приказка? Константно јас тренирав ракомет 6 години. И многу беше дискутабилно. Секогаш ни беше поинтересно да играме фудбал и да играме ракомет. Како на многу машки деца, како на повеќето. Јас не можев да им објаснам на другарчињата дека треба да се вежба 7 сати дома хармоника. Сите беа надвор, тоа беше летно време кај што сите си игра. А има време и да си играм. Има време, ја бев и константно со нив, но секојаш беше поинтересно да си играм фудбал, кошарка и ракомет на таа возраст. Позабавно. Да, на таа возраст, особено кога во тоа време изучував традиционална народна музика, кај што кај нас во мало се слушаше рап, се слушаше американска музика, англиска музика и така. Ти си од новите генерации. Да. Хармониката ти ја даде татко ти. Името кој ти го даде? Па името ми е една нова модерна форма од Мишо, мојот дедо Мишо, и така една малку помодерно име дадено и им благодарам многу. И се слави, верувам, светецот Свети Архангел Михаил кај вас, се слави или не? Не, ние си славиме Водици, 19 бојавление и така. Одлично. Кои празники да се одбере ако се слави со љубов, со посветеност и со радост, ако се собираат луѓе во домот, тоа е убавина вистинска. Така е. Ние сме денеска овде заедно, сам те поканив заради тоа што инструменталната новата композиција која што видов дека пред неколку дена си ја објавил заедно со Дамир и Мери, нешто што оди во джез водите, ми беше предизвик да проговориме нешто и за овие соработки, како што реков, ти имаш соработки со многу големи музичари, што ме радува и што е еден поттик за тебе да создаваш големи дела не само во македонските граници, туку и надвор од Македонија. Како се случи оваа композиција? Оваа композиција е првата композиција од мојот нов албум, кој ќе го објавувам, односно планирам по една композиција месечно да објавувам. Тоа ќе биде една композиција со видеозапис. Ќе се среќаваме ние овде. Да. Може да направиме пауза евентуално наредниот месец, за да дојдам следниот месец со 3 нови композиции. Гледам и нашите куќиња веќе те научиле, оддалеку те поздравуваат. Со оглед на тоа дека тука во Алфа ТВ поминав едно убаво време во Зајди талентот во Алфа, кај што и победив на тој надпревар и ми е многу драго што сум после некое време, после долга пауза повторно тука. Spring Jazz е првата композиција од мојот нов албум и не случајно ја објавив со маестро Дамир и Мери, исклучителна личност, човек кој многу ми значи и многу ми значи што е дел од мојот албум, бидејќи става еден силен белек во на Spring Jazz композиција. Верувам дека ќе биде присутен и во некој од наредните композиции, но ова ете така ја објавивме заедно како главна соработка. Вистински избор. Дамир е навистина фантастичен, голем музичар, скромен, а на големите луѓе скромноста им е главна одлика, така нели? Така е. Со Јана Стојановска речи си да немаше медиум каде не ве видов изминатиот период и таа со толку голема страст, жар, љубов и неверојатна една енергија која самата има. Сигурно и ти си ја забележал кај нејзе, има способност да ја шири вака и да остава рефлексија и после, откако ќе го смениш каналот, направивте нешто многу интересно, баш во периодот кога бевме во Германија и дует кој навистина мене многу убаво ми легна, многу радост ми предизвикува кога ја слушам таа песна, а музиката ја има таа моќ да ни го промени расположението на подобро, на порадосно, на поубаво.
Ти беше ли некогаш одамна во фокусот да и ти да запееш и ти да направиш некоја таква спојка или дојде сосема и тоа судбински би рекла? Најверојатно судбински не сум размислувал на тоа дека еден ден ќе излезам јас и ќе отпеам песна и ќе промовирам на... И ќе ти се допадне и тебе и на другите. Замисли тоа па колку е голема работа. Да, тоа ба и воопшто и него не ни предпоставував дека може да се случи. Сум пеел, можам да кажам дека целиот живот нели го поминав во средното музичко и на факултет каде што хорот ни беше нели главен предмет и пеевме ние и приватно сум знаел да запеам на некоја приватна прослава, онака срамежливо да кажеме, но овој пат ете се случи тоа да додека ја креиравме таа песна. Да се охрабриш и да видиш дека и тука сум звучам. Да. Процес беше тоа, создававме нова музика каде што првично таа песна ја правев за Јана. И сега додека ја работевме на клавир, вика, па ти ја пееш оваа песна и би било добро да биде машки и женски вокал заедно. И не ми се допадна баш таа идеја одма на прва. Ми требаше време малку да подразмислам. Па да, сега сите очекуваат од мене одма да објавам некој ново инструментално дело и тоа беше онака на изненадување на сите. Еве го Мишел пее оваа песната. Види го запеа. Да, и така добив и една инспирација додека траеше таа соработка и да го напишам и текстот. Така што ете се случи таа интересна спојка, интересна спојка. И сега веќе работите на големо, работите на цел проект, така? Па да, тоа веќе паралелно тоа беше една од првите песни која ја создадовме. Весник веќе 7 нови песни се подготвуваат, така како да ќе се снаоѓа Јана во сето тоа? Ужива сигурно. Одлично ужива. Има своји сугестии, бара, пребирлива е, бара нешто да се прилагоди на нејзе или остава на тебе? Па, знаете како, во зависност од тоа кој што сработил, ако го има напишано текстот, се фокусира на текстот, а ја се фокусирам на музиката и обратно. Може би понатаму ќе се случи она да напише музика, јас текст и така натаму. Не е привидливо. Се надевам дека на следното гостување ќе ни дојдете заедно и секако ќе ни биде драго на сите. Пред неколку дена во Македонската филхармонија се случи еден многу убав настан за скопската, за македонската публика, концертот на Раде Шербеджија, каде вие бевте гости. Да. Кажи ми како поминавте. Одлично поминавме. Одлично, ми особено драго што бевме на концертот на Раде Шербеджија. Таму всушност беше првиот наш официјален настап. Направивме еден джипси бенд, Скопје Вија. Го создадовме јас и Јана. И одличен момент и веќе имаме и најава за многу настапи. Настапивме сами и настапивме заедно и со Раде. И паралелно на сето тоа веќе работам на еден аранжман на песна. Негова. Да. Значи имаме многу што да очекуваме во периодот пред нас. Убаво ти тргна 2025-та, верувам дека ќе биде многу поуспешна од 2024-та. Со нетрпение ќе очекувам заедно со Јана да ми сторите абер кога ќе биде првата песна која што следната заедничка песна која ќе биде обликувана, спакувана видео и ќе можеме да си ја промовираме овде и не би било лошо бидејќи видов дека Јана со голема радост пее и во живо, така да ќе си дојдеш и ти со хармониката и Јана ќе ја распееме малку порано за да може вака утрински да зазвучи и многу се радувам на сите твои успеси, посакувам истински да ги реализираш сите замислени планови за оваа година.